Арапите се познати низ историјата како смирени народи со богата култура и многу древни кралства. Но во последните неколку децении по наоѓањето на црното злато, арапите се препознатливи и по нивниот неверојатен брз економски раст. Скапите коли, луксузни вили, неверојатни хотели, цели градови буквално се издигнуваат од пустината, правејќи модерни оази. Во денешната епизода ќе го анализираме различниот пристап кон иднината на ултрамодерниот Дубај и развиениот, но потрадиционално ориентиран Оман. Најистакнатиот символ за неверојатната трансформација е најбрзо растечкиот модерен арапски град Дубај. Најлуксузните, најексцентричните, најскапите, а можеме да кажеме и најлудите проекти во изминатите 20 на години се скоро секогаш во арапските држави и најчесто во Дубај. Процесот на неговиот раст и развиток е најбрзиот во историјата на човештвото. За само 30 години од оддалечено рурално пустинско градче во 80-тите, Дубај прерасна во една комерцијална, туристичка, логистичка, финансиска, па дури индустријска сила во светски рамки. Едноставно, град-држава кој што брзо чекори кон иднината. Тоа што ми остави посебно убав печаток е дека покрај големите облакодери и трговски центри, во Дубај има и многу мали, одлично уредени мала, каде што има и мал печат од локалната арапска архитектура. Градењето е постојано присутно во динамичната метропола. Само во 2017 година во Дубај биле активни точно 3068 градежни проекти, од мали вили, стамбени згради, па се до нови огромни хотели и туристички центри. Еден од главните белези на градот во изминатите десетина години е секако модерното архитектонско чудо Палмата. Тоа се група на поврзани острови и полуостровчиња. И само градењето на основата на Палмата чинела 12 милиарди долари и били употребени 210 милиони кубни метри на карпи, камења и песок. Но целиот тој труд вредел бидејќи Палмата додава неверојатни 78 километри на крајбежи и преубави плажи во близина на центарот на Дубај. На прочуената Палма свој вили имаат славните Дејвид и Викторија Бекам, Џорџо Амани, Мадона, Бред Пит и Анџелина Џоли. За оние кои не може да купат некој од милионските вили, има и 60 на хотели. А има и многу туристи како нас, кои немаме пари да преноќиме на Палмата, но можеме да ја разгледаме преку кратка едночасовна тура.